2018 година беше вистински предизвик да се води самата општина. Иако имаше голем број на наследени долгови, проблеми, а и потреби на граѓаните. Успеавме 250 проекти да реализираме од различни области, почнувајќи од инфраструктурата, завршувајќи со детските градинки, вода за пиење, чист воздух, гасификација и топловодно грејење. Плоштадот Котска доби сосема нов сјај и ново руво. Отпочнавме со изградба на детската градинка во Стајковци, успеавме да обезбедиме 220 нови места во детските градинки. Ги подобривме условите во основните училишта, каде што опремивме, реконструиравме и направивме подобри услови за сите 11 училишта во општина Газибово. Тоа го правиме со цел да имаме одлични амбиенти и услови за нашите најмлади кои што се наша иднина во општина Газибово. Најгорлив проблем представуваат инфраструктурните проблеми на жителите од општина Газибово. Фекалната и одводна канализација е најголемиот кој што го наследивме. Успеавме да го подпишеме договорот со Светска банка за конечно решавање на фекалниот и одводен колектор во Јурумлери. Продолжуваме во Трубарево и во сите населени места каде што ќе треба да направиме одводнување. Ова е нашиот приоритет и предизвик за сите населени места каде што немаат фекална и одводна канализација. И во културата и спортот реализиравме голем број на проекти. Домот на културата Димитар Влахов комплетно е реконструиран, обновен и во употреба. Изградивме нови детски игралишта, повеќе од 10 километри асфалтни улици, 6000 метри тротоари, 4000 метри канализациона и водоводна мрежа. Во 2019 година продолжуваме со инвестицијот развој на општина Газибово. Општина Газибово ќе биде една од најразвиените кои што во 2019 година ќе се градат во сите сфери, во делот на улици и патишта, во делот на нови училишта, спортски сали, детски градинки, водоводни и одводни канализациони системи. Општина Газибово ќе биде место за идниот развој на домашните и странските фирми. Советот на општина Газибово и сите советници едногласно го донесоа буџетот за 2019 година. Самиот буџетот во својата структура и е развоен и е стабилен буџет кој што ги одразува вистинските потреби на граѓаните. Го работевме заедно со невладиниот сектор, со граѓаните, со спортските федерации и сите заинтересирани кои што имаат потреба од различен вид на проекти. Продолжуваме со исто темпо и намера, каде што ќе треба да ги решаваме потребите и барањата на граѓаните. Заедно со НДП ќе го изградиме Центарот за деца со посебни потреби. Со германската амбасада комплетно го користиравме и делот на кризниот центар Надеж. Заедно со градот Скопје, покрај Финскиот парк, ќе продолжиме во решавање на инфраструктурата и на буливарските решенија, посебно на булеварот Аснум кој што ќе ги поврзува општина Газибово со општина Аердром. Не ги забораваме и останатите проекти кои што се од витално значење, кои што ќе ги реализираме заедно со владата на Република Македонија. Општина Газибово ќе остане отворена и услужна за сите наши пријатели кои што нивните идеи и проекти ќе сакаат да ги реализираат во нашата средина.